И здраво, дечки, добре дојдовте ново видео на Фокус 10 каналот. Во ова видео, као што направив два видеа каде што прво јас ви предиктирам како ќе биде сезоната на Премиер Лига 2025-2026, како спинот, како спинаме и кој да видиме кој тимо ќе биде, а сега продолжуваме со тоа и уште едно такво видео. Денес, тоест јас ова го снимам малце порано, вие го гледате од кога веќе почнала Премиер Лигата и мислам дека веќе има уште неколку такмици изиграни, ама не се секирајте, ја ова го снимам пред тоа да се све да се изигра, затоа уживајте. Уживајте, не се секирете дека сум гледал нешто, и да гледам ова видео, не е моја прогноза, овде сега ChatGPT прогнозира. Јас ова стварно не знам на што личи, ама ќе видите. Однако ќе го кажам, добро, има доста добра, доста му е добра, треба се согласиме. Тука ја имам и ќе ја донесам и мојата прогноза, тоа е ливчето, па и сега ќе го донесам одма. Еве тука листата за Премиер Лигата. Не ви ја кажам сега, има веќе видео, изгледајте го ако не сте го изгледале. Тука имаме листа од нормално 20 до прво место. И да видиме стварно што направил. Тоа јас гледам. И ќе ви кажам, јас ќе го пишувам тука, па може ќе ми треба, ќе чувам, зашто да не. 20 место ќе го земе. Од ова веќе стварно зошто? Знам дека ќе имаат лоша сезона, ама зошто? 20 место ChatGPT ги прогнозирал Бормунд. Значи, Бормунд, ја реков дека ќе има лоша сезона, ама не до толку. Значи, не сега, кој знае колку па да стварно нешто стварно има многу лоша сезона, ама толку лоша до 20 место и нема ни да бидат, нема да испаднат. Можеби нема ни да се борат, ќе се борат за опстанок, ама нема да бидат 16, 15, 18 како Юнајтед што се бора него. Ќе бидат 10, 11, јас ги прогнозирав, мислам дека на 12. ChatGPT на 20. Не знам зошто, тука не пишува разлог, можеби и после ќе му напишам и зашто. Или ај сега ќе му напишам. Вака. Може ја многу барам, ама шо се прави видео, си е видео. Како ме сваќа овој. Се извинете што кјутам, ама тоа е што се прави. Ајде ме жити се што ќе ни одговари. Ако. Ова ќе биде доста сега. Ќе биде долго видео, тоа што да се прави. Идеме сега да видиме зошто го одбрал Бормунд. Само тоа ме интересира, може? 20 место. Бормунд зошто? Вака се вика. Бормунд ќе се бори да се задржи во лигата, но ако не направат значителни подобрувања, ќе завршат на последното место. Зошто така? Главно ова е бизарно на моменталната форма, стратегијата на клубовите и долгодишните трендови. Секој тим има своји предности и слабости. Затоа ова е некоја предпоставка за тоа како би можело да изгледа. Не објаснува добро, можеби нема да бидат стварно добри. Ќе видиме 19 место, он ги прогнозира Бърнли.
И јас исто ги прогнозирав Барни на 19-то, да, ево, како што видите, а Бормунд ја ги прогнозирав на 12-ти, ви кажав, 19-ти Барни и јас све нормално. Еве, и за разлогот, Барнсли ќе биде нов клуб во премиер лигата, со ограничен тим што може да им создаде проблеми за опстанок, но ќе се борат за да го избегнат испаѓањето. Ама ќе се борат ќе се борат, ама нема да останат, јас мислам дека. После идеме 18-то место каде што ChatGPT го ставил Волверхемптон и јас. Значи, ние идеме по тоа да се сложуваме со ChatGPT. Волф само ќе напишам. 18 место и јас го ставив Волверхемптон и сосем окей, ќе испаѓа дефинитивно. Вулс имаат проблем со составот и може да завршат пониско во табелата, ако не најдат баланс помеѓу нападот и одбраната. Точно, ова е добро. Тоа јас го мислам, нема трансфери, го продадоа, многу играчи нема трансфери, донесува еден трансфер, ама се им се враќа, јас мислам, кој им се враќаше оној некој напаѓачот од негде од поземица и добро. 17-то место што веќе не испаѓаат, што јас ги ставив на последно, се Leeds United. Дури, кажав и видеото каде што Спинот викаше кој ќе биде на кој место, јас мислам дека Leeds требаше ги ставам барем на 17-то место, како и ова, значи 17-то место ќе беа сигурно, а требаше West Ham да ги ставам искрено да испаѓаат, дека као можат Leeds, мислам, повеќе нерешено со United изиграа. Ќе видиме, еве, не само по ChatGPT, по јас мислам дека Leeds 17-то ќе има, затоа ќе видиме. 16-то место, што е искрено добро, Сандерленд. Има некои трансфери, се супер. Не знам дали продава играчи, поима немам, сепак тој клуб се влезе у премиер лига. Еве, за Leeds United не ви прочитав, извинете. Ако успеат да се вратат во премиер лигата, Leeds ќе имаат, ако успеат. ChatGPT, брат, од кога ти го пишуваш ова, брат? Ако успеат, они се веќе у премиер лига и ти ги стави на Leeds ќе имаат слични проблеми како Сандерленд. Стабилноста и добро омислени трансфери ќе бидат клучни за нивниот опстанок. Leeds, добро, трансфери ќе им требаат, нема трансфери. Може имаат, ама јас не можам да ги прочитам зашто Leeds, као ретко кој пишува за Leeds. Некој стварно треба да е таму од Leeds, па да стварно кажува за Leeds и да е стварно навијач на Leeds. 15-то место, Сандерленд усвои, ако се вратат во премиер ќе им треба време. Ако се вратат во премиер лигата, ќе им треба време да се адаптираат на највисокото ниво. Може би ќе бидат на позиција која ќе им овозможни опстанок, но ќе бидат во процес на стабилизација. Добро, последно стварно објасни, ама како се вратат, ако се вратат. 5-то место Евертон, 15-то место, извините. Евертон ќе биде на 15-то место. Евертон има многу проблеми со стабилноста и финансиските предизвици. Ќе им треба време да се вратат на конкурентност, но може да останат во премиер лигата со мали промени. Јас Евертон ги ставив исто на 15-то, а Сандерленд на 17-то, а овој на 16-то ги стави, а јас на 16-то ги ставив West Ham, он Сандерленд, и на 15-то јас Евертон и он Евертон, на 14-то он ги стави Фулам, што ги ставив и јас, значи 14-то место Фулам и јас ги ставив. Значи ние за ChatGPT маце као да сме другари. Па спомнам многу прашко, се пишуваме. Извинете што вака правам, не знам што ми е, дали сум нешто болен или поима немам. 14-то Фулам, ете ви кажам, тоа јас го предвидев. 13-то место, он мисли дека ќе бидат Кристал Палас. Океј, маци има и разбирос, нема трансфери. Може да бидат.
Сега да видиме и зошто. Усвари, ај прво на Фулам, не ви кажав. Фулам може да се носат со тимови од долниот дел на табелата, но нема доволно сили за да бидат многу понапред. Точно, стварно точно. За Кристал Палас, Кристал Палас е тим кој има доволно квалитет за да опстане, но им не достигаат ресурси и стабилност за да бидат конкурентни за Европа. А они играат конференцијска лига. И то треба Европа да играат. Треба. Ама заради некои проблеми со кои дека имал со Лил исто председател, па не можеле, и Лил дека бил подобар на табелата, Лил отидол во Европа лига. И тоа шо е Кристал Палас, и мислам дека повеќе пари дека имале, не знам што. Кристал Палас отидол конференцијска, искрено жал ми е. Ги сакам Кристал Палас, ама не толку. Јас 13 место ги предвидев Брентфорд. 10 ги предвидев Кристал Палас 10, а мене 13 ми се Бормунд. Зашто? А Бормунд Брентфорд, извинете. Нема трансфери, никој дали, не знам дали не се зборат за трансфери или нема, стварно не знам. Има Тидоен бил мој виса, затоа тешко ќе им биде, искрено. 12 место Нотингем Форест. Што тоа го прво јас го предвидев Нотингем на 12, но после се премислив Нотингем. После се преместив и го ставив Нотингем Форест на 11, а на 12 Бормунд, овде еве 12 бил Нотингем Форест, а 11 ја не ни читам, брат, ке се заборавам. Кристал Палас е тим кој има доволно квалитет за да опстане, но им недостасува. Тоа се го прочитав, извинете. Нотингем Форест има добар состав, но нивната стабилност во премиер лигата ќе зависи од тоа како ги решаваат предизвиците со повреди и трансфери. Да, тоа е точно. Ништо, само се согласам со тоа. 11-то Брентфорд, ChatGPT ги стал на 11-то, јас на 13-то. Што и не е толку лошо. Ете, ако се потрудат, може да бидат. И на тоа 11-то место, а сега ќе видиме и зошто. Брентфорд тим кој работи многу мудро и има паметен пристап, но немаат ресурси за да се борат за погорни места. Не знам што пишува. Ќе останат конкурентни, но не за највисоките позиции. Точно. 11 јас ги ставив Нотингем Форест, ви кажав. 10 ми се Кристал Палас, мене, јас ќе ги напишев Кристал Палас, а на него Вест Хем, брат. Многу ме интересира зашто. Вест Хем исто така имаат силен тим, но им требаат повеќе конзистентност и инвестиции за да се надпреваруваат со најдобрите. Очекувам дека ќе бидат во средина на табелата, ама стварно не веруваме. Нема шанс. Што правам сега, бе? Јас весијам. Идеме сега полека на 9-то место, каде што он ги ставил Брайтон. И погодете што јас таму сум ги ставил Брайтон. Сосем окей, Брайтон на 9-то место не е лошо никако. Толку искрено и јас мислам дека ќе завршат. Толку јас ги ставив, Брайтон ми се 9-ти, тука и он ги ставил 9-ти. Брайтон има одлична структура и млад тим. Иако не може да се борат за врвот, нивната стабилност ги поставува како тим кој ќе остане конкурентен за Европа. Точно. 8 место, драгиот наш ChatGPT го ги ставил Астон Вила. Погодете што? Таму и јас ги ставив. Астон Вила мене ми се носма, значи се согласуваме со ChatGPT, има тука согласност. Се согласуваме и јас, ете, Астон Вила се тука негде, ќе се борат за конкуренција, за конференцијска или за Европа. Астон Вила направи добар напредок последниве сезони, со вистинскиот тренер и играчи може да продолжат да се борат за европски позиции.
точно. Исто може да се борат за конференциска. Сега седмо место што по ChatGPT ќе оди во конференциска е Tottenham, што јас ги предвидев дека ќе бидат пред United, но ете ChatGPT тоа не го направил. Tottenham става на седмо место, зашто Tottenham по стабилицијата и новите инвестиции би можел да станат конкурентни во средината на табелата, но немаа доволно квалитет за титула во иднина, барем за сега. Да, браво. И јас Tottenham ги ставив на пето место, зашто јас мислам дека пази, оние плюски имаат што јас мене не ми текна, ќе биде потешко заради што играат и Лига шампиони. И ќе биде потешко, затоа нема тим и Лига шампиони, јас мислам дека нема да во осмина финали, ако одат со некои потешкоци од вакво она бе не може, не остајте. Да отидат некако осмина финали, ама губат таму дефинитивно. Преку бараж, преку бараж. Со некој да играат, да отидат. Например, топ 8 минат директно, а вие ќе играат уште една-две утакмици за да отидат. Така некако. Јас мислам Tottenham е на пето. Шесто место ChatGPT ги ставил Newcastle. Како напишал овој Newcastle, жити се. Newcastle. Добро, солидно. Јас Newcastle ги ставив на седмо место, а ете он на шесто. Добро, сосем окей. Еве викам, Newcastle е многу силен тим и веќе во последниве години покажува зголемена амбиција. Ако продолжат со инвестициите и напредуваат во тактички план, тие може да бидат силни кандидати за топ 6. Да, па ете он ги ставил топ 6. Ама све јасно сум го кандидати за топ 6. Пето место што веќе обезбедува. Шесто место Newcastle значи оди во Европа лига, пето место што веќе оди во Лига шампиони е зашудувачки, ама Манчестер Юнайтед. Да. Манчестер Юнайтед пето место предобро. Јас ги ставив на шесто. Јас ги ставив Tottenham пред Юнайтед, што се сврдно се прашувам зошто, ама ајде тоа видео можете да го изгледате. Во главном, ете, Манчестер Юнайтед ги става на пето, вика Юнайтед и покрај проблемите има длабок тим и финансиските за да донесат врвни играчи. Врвни играчи. Ако најдат стабилност, ќе се вратат на нивото што го заслужуваат. Браво. Добро појасно, добро објасно. И окей, пето место Юнайтед искрено и предобро од и ги помина моите очекувања и сега четврто место ги става Арсенал, што јас ги ставив на второ место, како и прошлата сезона. И што можам дека и претпоставам дека ќе бидат топ 4 сигурно. Еве вика Арсенал изгледат како тим во подем, тие веќе направија големи напори за да се вратат на врвот и со тренер како Микел Артета се очекува да продолжат да се борат за Лигата на шампиони. И добро, се согласувам со тоа, ама зошто на четврто ги ставам, не знам, јас им давам погоре, малце барем трето. Трето место ги ставил Челси, што и јас ги ставив Челси на трето место. А на четврто место што ги ставил на Арсенал, ја ги ставив Манчестер Сити. Манчестер Сити, ја се мислев дали трети ги ставам Сити, четврти Челси или Челси трети, Сити четврти, се мислев, ама ете, падна договор. Челси на трето, Сити на четврто, Челси на трето. Челси не биле најдобри последните неколку сезони, но ако ја продолжат реконструкцијата и изградбата на млад тим со оглед и на големите инвестиции што ги прават, може да бидат многу силни во иднина. Добро. Да, точно. Освоија светско клубско првенство. Како ги победија ПСЖ? Не знам. И тоа 3-0, колку беше така нешто. Не знам. И 2-0. Појма нема. И сега второ место, топ 2. Второ место
Топ 2 остана Сити и Ливерпул. Еве, јас гледам сега моментално кој е втора, кој е прв. И стварно се чудам. Зошто второ место ChatGPT ги ставил поранешниот шампион Ливерпул? Зошто? Стварно не знам. Ливерпул јас ги ставив на прво, ама ете може да бидат втори, но ако бидат втори јас би ги ставил пред Арсенал на прво или Манчестер или не знам, па може и добро одбрал што ги ставил Манчестер Сити на прво место. Ете, јас сега му се јутам, зашто јас сум за Юнайтед. Ама тоа е што да се прави. Чекај малце, јас не сум Юнайтед. Сити. Сити на прво, зошто не знам, ете негов одбир, второ Ливерпул. И тоа беше цела табела, не ви ја кажувам сега пак. Вие па гледайте си за скриншотајте ако сакате, па гледайте. Зашто сега стварно јас не можам да ја покажам. Напочка да покажам. Тоа беше тоа од ова видео, ке следат уште видеа многу во наредните за Премиер лига и за фудбал, такви работи, ќе играме некати фудбал, ќе ви снимам. Све ќе седи, само вие лайк и субскрайб. Не, шо ве мрзи, само еден субскрайб и тоа е тоа. Да не ве мрзи, значи се разбираме. Ај сега ние се гледаме у следно видео, секој ден видеа, дели аплод и уште малце песна.